Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на пресконференцијата на австрискиот канцелар Себастијан Курц и председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев. Прв ќе се обрати премиерот Заев. Премиере, повелете. Почитуван федерален канцелар на Република Австрија Себастијан Курц, почитувани представници на медиумите, драги гости, почитувани граѓани, дозволете ми на почетокот да му се обратам директно на нашиот ценет гости. Почитуван федерален канцелар на Австрија господине Курц, сакам да ви изразам мојата и благодарноста на владата и на граѓаните на Република Македонија за вашата сестрдна и силна подршка за нашата земја. Воедно ви честитам за председавањето со Европската Унија. Целосно ги споделуваме вашите заложби да градиме мостови на пријателство и соработка, но и да придонесеме за побезбедна Европа. Вашата подршка дојде во еден клучен, би рекол историски период, кога Република Македонија за само една година направи квантен скок кон функционална демократија и независни институции во служба на граѓаните. Во еден таков период, вие и вашата земја, Австрија, подадовте рака и помош, каква што беше и несебичната помош на двата најголеми и најсилни сојузи во светот, Европската Унија и НАТО. Австрија и светот ја препознаа промената во нашата земја, на Република Македонија и се даде шанса како никогаш досега. Подршката како прво дојде во процесот на изнаоѓање на решение за нашиот спор за името со Грција. Виена беше домаќин на повеќе средби под покровителство на Обединетите нации. Во главниот град на Австрија се испишуваше историјата и се скицираше одговорот и решението за нашата иднина. Со постигнатиот договор во Преспа се отворија вратите за нашето полноправно членство во НАТО и за почеток на преговори за членство со Европската Унија. Австрија, како и сите земји членки на двата најголеми сојузи, сакаа да ја видат Македонија рамноправна, со право на глас во семејството на европските демократски држави. Вашата подршка да станеме дел од семејствата кои ни ја гарантираат нашата стабилност и сигурна иднина, се од непроценлива важност за нас. На таа подршка гледаме и како признание за нашата посветена работа. Остануваме посветени и подготвени да останеме позитивен пример во регионот и во светот, кој што знам дека тоа го цени. Од огромен поттик за нас е што светот ја препозна Република Македонија како нова голема надеж за регионот и Европа. Освен како признание, ова го прифаќаме и како обврска и понатаму со иста енергија да го нудиме нашиот придонес за еден нов Балкан. Вашата посета е силна порака и поттик за нас во пресрет на референдумот на кој граѓаните во нашата земја ќе ја изберат иднината. Ќе го дадат својот глас за одобрување на договорот со Грција, со кој ни се гарантира нашето место во Европската Унија и во НАТО. Вашата посета ни опатува пораката дека Република Македонија се врати на вистинскиот пат, на европскиот пат. Презедовме лидерство, покажавме храброст, остваривме напредок во реформите и секако оваа позитивна промена беше препознаена. Светот го препозна и обновеното чувство на оптимизам, отвореност, енергија и надеж кои ги споделуваат сите наши граѓани. И ни порачаа, ве чекаме во Европската Унија и НАТО. И пристигнаа датумот за преговори во Европската Унија и поканата во НАТО. Сигурен сум дека зад одлуката на Европската Унија да добиеме датум за преговори стои фокусот на австриското председателство со Европската Унија, кој јасно се определи да ги реализира евроатлантските перспективи на Западен Балкан. На крајот, дозволете ми да ја изразам нашата голема благодарност и за фактот што Австрија ја вбројуваме во една од најзначајните економски партнери, чии компании се најголеми инвеститори во земјата наша. Уверен сум дека политичката стабилност и безбедност, но и поради економскиот развој што се отвара за нашата држава со процесот на членство во Европската Унија и НАТО, ќе создадат услови за продлабочување на економската соработка во интерес на граѓаните на двете држави. Уште еднаш благодарам и лично на големото пријателство што канцеларот Курц го изразува према Република Македонија. Благодарам, премиере. Го најавувам обраќањето на австрискиот канцелар Себастијан Курц.
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzter Herr Почитувани дами и господа, почитуван премиер, драг Зоран, срдечно ви се заблагодарам за поканата да дојдам во Македонија. Добро е повторно да можам да бидам во Скопје и може веднаш да започнам каде што ти заврши. Австрија е најважниот инвеститор во Македонија. Австрија е пријател на Македонија и на комплетниот регион. Ние немаме само тесна економска соработка, туку и силна човечко пријателство и заедничка историја, а ние би сакале да живееме и во заедничка иднина. Тоа за нас значи дека го делиме мислењето дека сите држави на Западниот Балкан го имаат своето место во Европската Унија. Европската Унија ќе биде дури тогаш комплетна кога ќе биде во неинтегриран Западниот Балкан. За Македонија решението на спорот со ИМО представува голема шанса да се дојде до динамика за Македонија, но и за комплетниот регион, која што ќе се постигне. Најпрвин сакам срдечно да го поздравам тоа што е постигнат компромис на ова поле и би сакал граѓаните на Република Македонија да ги поканам да учествуваат на овој референдум и пред се да се изјаснат за решавање на спорот со името и за европската перспектива. Секако, дека тоа е одлука на секој поединец и навистина не е мое да го направам одлуката за некој друг, но како пријател на Македонија и како активна земја членка во Европската Унија, ние ќе сметаме дека би било многу позитивно доколку има високо, големо учество и позитивен исход на референдумот. Дополнително, ќе се заблагодарам за добрата соработка што постои помеѓу Македонија и Австрија, но како председавач и можам да кажам и помеѓу Македонија и Европската Унија. Се најдобро ви посакувам за вашата иднина и ви благодарам што можев да бидам денес ваш гостин. Ви благодарам, канцеларија. Одиме со новинарски прашања според договорот 2+2. Тамара Гранчанска. Прашање за премиерот на Австрија. Господине Курц, question for you. Дали како ќе имате средба со вашата сестринска демохристијанска партија ВМРО-ДПМН и кој е вашиот коментар за незиното тактизирање околу изјаснувањето за референдумот и дали е политички прифатливо толку долго главната опозицијска партија? Тамара, повтори го прашањето. Може уште еднаш, да. Дали ќе имате средба со вашата демохристијанска сестринска партија? Дали се слуша сега? Ви благодарам многу за преводот. Добро да имате некој од ОРФ кој што збори 15 јазици течно. Јас ќе ја пратам истата порака како за премиерот, така и за опозицијата и за народот, за граѓаните, бидејќи пораката не е различно зависно од тоа со кого зборувам. Јас сметам дека е важно балканските држави, а пред се Македонија, да имаат европска перспектива, а и да користат таа европска перспектива и да одат по тој пат, а дел од тоа и решавање на спорот со името, така што мојата порака секогаш е иста, независно од тоа со кого разговарам. Наредно прашање, Кристијан, ви благодарам многу за помошта. Колеги, дали имаме други прашања? Повелете на Сител телевизија. Two questions for the prime ministers. One question for the two prime ministers. This is a hypothetical question. What if a referendum doesn't pass in Greece? We are doing all the efforts, and what if they don't pass? Ако референдумот не пројде во Грција, што ќе се случи? Значи, ако ние ги направиме сите напори, а референдумот во Грција воопшто не функционира, што ќе се случи? Значи, референдум во Грција нема,
треба да помине договорот во парламентот преку ратификација и носење на закон за ратификација на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Јас верувам дека секој од нас, двете земји пријатели, ќе ја завршат својата работа, иако кај нас граѓаните го помагаат процесот на завршување на работата преку успешен референдум на кој што целосно се надевам и сме убедени. Истовремено му верувам на премиерот Алексис Ципрас и министерот Никос Коцијас дека навистина парламентот после процесот во Македонија и во Република Грција ќе гласа, и имам причина да верувам заради тоа што сум убеден дека огромно мнозинство од граѓаните на Грција верува дека ова е добра работа и за Грција, добра е за регионот, добра е за целата Европска унија. That's all? Доколку немаме други прашања. Question? Can you answer the same question? Мислам дека премиерот одговори доволно. Добро. Ви благодарам на сите за присуството, се гледаме наредниот пат.